Цивил медија. Каква иднина очекува Македонија? Зелена или црна? Црна. Нема ништо тука. Многу сме назад. Кога една Албанија можела да напомине, ја често пати имам прилика да одам за Албанија. Албанија која не помина, па и Црна Гора ние сме скрос. Нема за вас ќе биде тешко. Моето е лично нашто на мои години е минато сето. Поминаме каков таков, али сега за вас со 200 евра плата и со пензија од 150 евра, ништо за вас. Ја моментално работам за земјоделие. Имам грозе 20 декара лоз. Очекувам над 400 на грозе. Еве него сакат грозите. Имам 5000 евра за земање од прошлите години. На суд доби, извршител вика, нема шо да му наплатиме од човекот. Каде ќе одиме? Ништо, нека пропаѓа, не менјале име. И нека не земе некој, грци, бугари, албанци, било кој, сам да дојде по аранживот. Каква иднина очекува Македонија во однос на екологијата? Мислам дека добро ќе биде, зошто не? Супер, одлично и добра не е Македонија, што ни фали. Кавадарци не е прекрасно. Може да биде прво место или број 1 може да се каже, со најдобар градоначалник што е Митко Јанчев. Друго не знам што да кажам. Добро се осеќам. И надвор Македонија да отидам и да се вратам назад, супер ми било. Тоа е добро. Мислам и за општество и за граѓаните на Република Македонија. Не знам кој како може да каже и што може да каже дека без разлика кој е на власт. Ние сите сме луѓе и треба да се поддржаваме ние народот. Значи ние сме државата. Ние сме народ што одлучуваме за се. Се окей, нема што да кажам, тоа е. Црна. Па со оглед на работите што се случуваат, немам никаква верба дека ќе се случи нешто што ќе направи да стане зелена. А каква е ситуацијата со екологијата во Кавадарци? Катастрофална. Значи треба едукација многу голема, треба да се работи на тоа многу, заради тоа што сега у моментот ќе почне да се прече ракија или да се варе и луѓето не употребуваат убави огремни елементи што може да го направат тоа да биде еколошки, употребуваат стари лишта, стар мебел. Екологијата у Кавадарци е запоставена, гранка, треба да се работи многу за тоа, да се подигне свеста заради тоа што сите го дишиме таа воздух. Каква иднина очекува Македонија? Ја и пожелувам се најубаво, каква иднина ќе биде тоа ќе види. А во однос на екологијата, каква иднина очекува? Зелена или црна? Општо у светот се гледа каква е ситуацијата. За Македонија секој прашуваш или? Македонија би требало мала земја, би требало да биде да ударим на зелено малце. Се грижи ли општината доволно за екологијата? Да. Немалов на градоначалникот, гледа многу работи име. Измени, направи се. Благодарим се од него до сега. Каква иднина очекува Македонија? Црна, тешко. Па, гледате, ваши генерации бегат, значи нема живот, мали плати, иднина нема. Не знам што друго да кажам. Невработување. Значи смена на власта, гледаш дека не оде и пензионери не задоволни. Со 36 денара покачување срамота е. Што ќе чекаме иднина? Ајде, ние сме стари, не бараме, него на вас да ви е добро. А каква е ситуацијата со екологијата во општината? Во Кавадарци ли? Добра е. Фени нешто ли не е, не знам како да ти кажам. Може има некои работи, не знам. Они викат дека филтери има. А колку тоа го надуват, не знам, тоа треба да се испита, не е надлежност моја. Иначе добар е животот тука, не е лош. Кавадарци е добар град, мирен. Луѓето се почитуваат. Една средина има, не знам, сега добар е градот. А иначе младите бегат и тука исто, ги нема. Еве, внуци, деца наши, се е заминато настрана. Ни старите да ги чуваме станевите куќи и тоа е. Црна, не може зелена да очекува. Па се е лошо у државата, нема ништо добро направено за овие 3 години. А каква е ситуацијата со екологијата во Кавадарци?
Кавадарец е златен град. По-добар град нема Македонија од Кавадарец сега. Свој градоначалник, а инаку не знам друго. Другите градови во Македонија не ги знам. Кавадарец колку што има направено, нема никој направено во Македонија во овие 3 години. Каква иднина очекува Македонија? Зелена или црвена? Оптимисти да би имаат зелена. Civil Media